Добро дојдовте во 3D центарот во Скопје. Следните минути за стоматологијата ги посветуваме на РТГ дијагностиката во парадонтологијата. Со помош на доктор Томе Тасевски ќе зборуваме подетално на оваа тема. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Докторе, колку овој 3D центар и помага на парадонтологијата? Видете, 3D центарот во Скопје не помага само на парадонтологијата, туку на целокупната стоматологија, бидејќи рентген дијагностиката е примарно нешто во нашата струка. Во однос на парадонтологијата, ние имаме еден нов, така наречен ендомодул во софтверот на Ватек, кој што возможува тродимензионално гледање на сите структури на забот и околу забот. Во тој модул, јас лично се најдов и себе си, бидејќи дискутирајќи тука со нашиот клинички представник доктор Марио, ние разработивме некаква метода за добро, убаво означување на сите тие структури, кои што се од витален интерес за утрешната терапија во парадонталната болест. Колку ваква метода постоеше слична? Можеме ли нешто да ја споредиме досега во? Да, овие сите методи што денес ги донесовме, што неодамна ги донесовме во Македонија, во однос на 3D дијагностиката се многу нови и се многу, да не кажам револуционерни, затоа што даваат еден сосема друг пристап во нашата област, мислам во било која стоматолошка гранка, затоа што многу е битно ние да бидеме во нашите третмани неинвазивни. Се што е неинвазивно, значи тоа значи помалку траума, а тоа значи помалку посттравматски, постоперативни компликации. Во мојата област, конкретно парадонтологијата, ова е од многу битна важност при дијагностицирање на парадонталните џебови, бидејќи до сега ние, за да можевме да ја дијагностицираме парадонтопатијата, ние се користиме нели и во секојдневната наша пракса со специјални парадонтални сонди и други методи. Меѓутоа сега имаме можност да ние коската околу забот со сите негови структури, парадонталниот лигамент, значи просторот каде што е сместен забот, алвеолата и сите тие витални структури од витално значење, ние можеме однапред виртуелно, дигитално да ги испланираме, да ги предвидиме сите можни проблеми кои што можеме да ги имаме за време на третманот, бидејќи доколку се работи за парадонтална хирургија, каде што имаме нели отварање на гингивата, на подигнување, па на планирање, ова е од многу битна важност за планирањето и анализата и исходот на целокупната парадонтална хируршка терапија. Тоа значи дека пациентите веќе нема многу да се плашат да одат на забар, нели? Пациентите никогаш не треба да се плашат да одат на стоматолог. Зошто? Затоа што болката која што тие трпат секојдневно дома и многу често се случува да ако имаме 7 дена во неделата и да речеме 5 или 6 дена се работни, на 6-тиот ден да дојдат во попладневните часови пред да си одиме или да се јават и да кажат докторе, ме боли забот. Значи, тие трпат болка 5-6 дена цели и не сакајќи од таа некаква фобија да одат на стоматолог, тие земаат разноразни лекови од аптеки, се јавуваат на пријатели по телефон и таа болка, еве ќе кажеме како поминува. Значи, со самото седнување на стоматолошкиот стол, пациентот што буквално некогаш знае да се држи со раката, затоа што ја лоцира болката, нели, и тоа се страшни болки, и со самото седнување на стол и со апликацијата на денешни безболни методи за анестезија, болката ја снемува буквално секундарно. И пациентите се чувствуваат многу олеснети од таа болка и се среќни веднаш и почнуваме со третманот. Така што во денешно време пациентите на толку развиена стоматологија, технолошки, технички и научно,
никогаш не треба да имаат фобија од стоматолог или на одење или да имаат некаква верзија према стоматологијата. Ние не сме страшни, напротив, ние работиме за доброто на пациентите и за нивното здравје. Така е. Докторе, дали парадонтозата се лекува? Веднаш морам тука да ве коригирам. Парадонтозата е некакво народно прифатен назив за мојата специјалност, а тоа е парадонтологијата. Парадонтологијата е класифицирана, нема проблем, не е намерно, се разбира. Значи, парадонтологијата, за жал, е на многу ниско ниво во нашата држава, меѓутоа се трудиме полека да ја напреднеме и да го дадеме вредноста на таа моја специјалност, со тоа што таа е класифицирана како со меѓународна класификација како болест, значи таа е позната како парадонтална болест. Не се вика парадонтоза, значи она е парадонтална болест која што може да се лекува, успешно се лекува, се знае точно кои се причинителите, со тоа што треба пациентите не на своја рака или некој се случува да дел од колегите кој ќе праша стоматологот, кој ќе праша пациентот, докторе, имам парадонтоза, што да правам, и му веднаш му сугерира да користи некаква си паста, која што согласно маркетинг кампањите, некојаш се случува дори јас лично да имам впечаток дека таа паста да ја намачкаме и на кожата и раната што сме сисекли ќе ни помине. Така што тоа е неправилен однос. Секогаш кога пациентот ќе се пожели на крварење на гингивите, на било каква болка, се праќа на парадонтолог, он ќе си направи соодветна евалуација, ќе си направи, еве како што гледате, напредни рентгенолошки диагностички методи за диагностицирање, а тоа е од многу битна важност за понатамошниот план и тек на терапијата која што ќе следи. Како се лекува парадонтоза? Парадонтопатијата, парадонтопатијата, значи има неколку стадиуми и се разбира како и секоја болест, значи треба да се третира. Со тоа што со самото доаѓање на пациентите и кога ќе се направи прегледот и анализите, се отпочнува со третмани. Сега се зависи во која фаза се наоѓа болест. Меѓутоа, за тоа можеме да направиме на комплетно нова цела емисија, за да можеме во детали да ги дообјасниме тие сите методи, бидејќи ако почнеме многу да ја образложуваме, ќе завршиме со можеби повеќе од половина час, а би сакале да бидеме кратки во тој сегмент денес. Во ова издание имаме еден убав украс на оваа маса. Би сакала да ги представиме нашите четки, зошто ги имаме овде и зошто се толку значајни. Главниот причинител за парадонталната болест е денталниот плак или биофилмот, како што ние го кажуваме. Така што луѓето, пациентите многу можат да си помогнат со една едноставна метода за одржување на оралното здравје. Тоа е профилактичното, односно секојдневното четкање на зъбите. Четкањето на зъбите е од голема важност во зачувувањето на оралното здравје, бидејќи само со четкање, а не со разни пасти, се оттргнува плакот, бидејќи биофилмот е механички налепен на зъбите и тој како механички налепен мора да се и механички оттргне. Така, докторе, што е разликата на оваа четка од обичната четка? Видете, има многу четки, значи четките се разликуваат по нивната форма, по начинот на употребата. Имаме рачни четки, имаме електрични четки, имаме сонични, ултрасонични четки и имаме, значи, контурирани четки, имаме сноповина, армазни четки. Тоа е цела една плејада на четки кои што зависно од проблемот и зависно од потребите се употребуваат. Значи, конкретно може четката да биде индивидуална за некоја намера. Да, конкретно овие четки што ги гледаме кај нас, значи тоа се ултрасонични четки кои што имаат јачина од над 25.000 Hz, што создаваат вибрации, односно движење на врвот на влакното 42.000 по број. Тоа значи ако ние рачно четкаме, да речеме
максимални движења до 300 движења на влакното, замислете што оваа четка прави во вашата уста, односно на површината на завод. И не само што е ова ултрасонична четка, туку ова ултрасонична четка има црни влакна, ако можете да ја видите. Црните влакна се патентирана технологија на швајцарската фирма Megasmile, која што е создадена токму од дентални експерти кои што се занимаваат со оралното здравје, пародонтопатијата како специјалност, и црни се затоа што имаат активен јаглен, честички на активен јаглен, и сега замислете тој активен јаглен кој ќе се пушти четката да работи, движењето на влакното го ослободува, јаглите честички се ослободуваат и тие делуваат како еден вид, да речеме, како кујнски сунгер, така да го споредиме, каде што од едната страна имаме абразивен дел, другиот дел ни е абсорптивен дел. А што е идејата активниот јаглен? Значи, активниот јаглен делува на тие обојувачки фактори што се налепени на површината на завод од секојдневната храна, од консумација на цигари, на пијалуци, на било што, и што не може да бидат исчистени на друг начин, што значи активниот јаглен ги нив оттргнува од површината на завод и ги абсорбира. Со самото тоа и со самото движење на тие четки, на тие влакна, ние добиваме една мазја, сјајна и убава површина, буквално како да е направено еден вид белење на зъбите. Да, тие очигледно е дека премногу се разликуваат од една обична, така ќе ги наречам, традиционална четка, но велите ултрасонично четкање. Да. Што значи тоа? Можете малку подетално? Ултрасоничното четкање е секој звук кој што ние не го слушаме и е во над тие херци, спаѓа во групата на ултразвуци или ултрасонични. Значи, ултрасоничната технологија во нашата струка, во стоматологијата не е непозната. Таа се користи во чистењето на забен камен, се користи во така наречена ултрасонична пиезохирургија. Значи, тоа е технологија која што е многу присутна кај нас. Кај нас сега ја имплементираме и сакаме да дадеме значење на оваа четка, затоа што само со ултрасоничната четка можеме ние да имаме чисти, исполирани, светла бели заби. Она што сакав, што не го спомнав, а е многу битно, тоа е што со движењето на влакната се создава, тоа е фактички клучот на оваа технологија, кога ние ќе ја ставиме, кога ќе приближиме четката до забите и почнуваме да четкаме, таа не е само лоцирана на делот на забите, туку се лоцира и према делот на гингивите. Така што тие ултразвучни движења прават внатрешни вибрации и тоа придонесува да имаме зголемено лачење на плунка, а што е поголема течноста во устната шуплина, толку тие движења на влакното ќе ја зголемат хидродинамичното движење на водата, на течноста, создавајќи кислородни меурчиња, кои што патувајќи по патот на хидродинамичното движење, тие удараат на површината на тврдите структури, на забите, експлодираат и со тоа вршат едноставно тотална дезинфекција од бактерии. Тука е клучот на оваа технологија. Така што со ова, кога ќе почнат пациентите да четкат со ултрасонична четка, од почетокот јас на моите пациенти секогаш ви кажувам, пошто нормално е да има некаков да не речеме отпор према ново или не знам несигурност. Такви сме ние како нација за не, се. Без разлика, значи секој си има сопствено сваќање, нема никаков проблем со тоа што кога убаво ќе го едуцираме пациентот, бидејќи многу е битно за пародонталната болест ние да го соодветно едуцираме пациентот за тоа што исходот од нашата терапија, од пародонталната терапија е клучот лежи во одржувањето на пациентот после таа терапија, значи одржувањето на оралната хигиена. Може
пациентите ние кај нас ги едуцираме со така наречени плак индикатори, па ги едуцираме четката како да се позиционира, како да делува, како да движи, колку време. Доброто е што кај овие четки имаме да речеме некакви опции, дали да биде посилно, позасензитивни зъби, позачувствителни зъби, да биде по-длабинско, значи зависи како сака да делува. Оно што е исто карактеристично за четките мора да се каже тоа што некои четки, нели како што кажав на почетокот, се рамни со големи снопови, а оваа на пример четка конкретно има контуриран дел. Тој контуриран дел е од исклучителна важност, бидејќи кој ќе позиционираме ние четката, таа опфаќа површини на 2 зъба. И највисоките делови од влакната влегуваат помеѓу зъбите, а фактички тука лежи клучот на отпочнувањето на пародонталната болест, бидејќи многу ретко луѓето користат зъбен конец, многу ретко користат меѓузъбни четки. Тоа е еден вид како спорт, така што ако повеќе користиме, нема во оралната хигиена нема повеќе. Само има ако исклучите на нешто, тогаш имате проблем конкретен. Оно што јас можев да го заклучам од овие магични четки, ќе ги наречам, кои што имаат активен јаглен, имаат нешто црно, а создаваат нешто бело. Тука ли е логиката? Па да, црното е бело, ние отидовме со таков слоган, затоа што црното е бело, белото е црно. Со само тоа што ви го кажав, заклучуваме дека активниот јаглен кој ќе ги оттргне хромогените фактори, обојувачките фактори, зъбите стануваат по-бели. Така што активниот јаглен е црн, зъбите се бели, така што црното е бело, белото може да биде црно. Таа е поврзаноста меѓу двете компоненти. Зошто досега не се зборува за оваа тема? Зошто ми е мене непознато, верувам и на многумина ова прашање? Пак ќе повториме се до едукацијата. Значи, ние како стоматолози треба да се трудиме нашите пациенти максимално да ги едуцираме. Затоа што со правилна едукација тие ќе знаат што треба да одберат. Пациентот не оди во аптека или не оди во супермаркет или во бела техника да праша каква четка да купи. Тој доаѓа кај неговиот матичен стоматолог и го прашува: докторе, каква четка јас треба да земам за да имам добри зъби, да имам добро здравје, орално здравје. И докторот му кажува: ќе си земеш мека, софт, медиум, значи било каква. Меѓутоа и самите ние не сме доволно едуцирани за овие нови технологии. Да земеме споредбено, да речеме во Америка, каде што сите статистички податоци ги земаме нели како релевантни од тој пазар, над 87% од населението, од популацијата користат ултрасонични четки. Во Европа процентот е некаде помал, некаде 50 до 60, а во Македонија, ние што правевме истражување, се движиме под 2%. Тоа е се кажу важно и жално, но се надевам дека ние со овој разговор ќе успееме да допреме до што поширока публика и ќе појасниме зошто е значајно четкањето со ултрасонични четки. Треба ли да поставам прашање дали може да ги користат деца, дали има некакви ограничувања или? Еве вака, значи да појдеме едно дете, мајка со дете, значи нека и до 7 годишна возраст. Децата се приврзани повеќе со родителите, иако ние нели треба да ги држиме малце, да ги воспитуваме да бидат независни сите тие работи, меѓутоа генерално мајката или таткото е тука, повеќе мајката, да се грижи за детето, за неговата хигиена, за неговото дисциплина и сите тие работи, и конкретно се случува да родителот му ги четка зъбите на детето. Така што од мали нози, ако тој родител се вложи да го воспита своето дете и го дисциплинира дека ова е правилното, тоа дете нема да има никаков проблем и за понатаму само да го користи, затоа што во прв момент може ќе му е чудно, може звукот ќе му смета, било што, меѓутоа после тоа како една игра може да му биде, не може, туку сигурно ќе му биде корисно за понатаму во животот. Да, забележувам дека ги има во неколку бои, тоа можеме да го нагласиме. Фирмата се потрудила да направи истражување и односно да додаде еден нов сегмент во целата оваа приказна,
и да биде многу поразлично од своите конкурентни фирми во светот, тоест направила нешто со кое што ќе збогати психолошката компонента кај луѓето. Значи, боите се за да ви одговараат на својот карактер или да ви одговараат на својата тоалета. Не мора да значи дека белата четка за секој убава, за некој е црната, за некој е белата, за некој е жолтата, значи треба да ви одговара, а можете да си направите и микс. Значи да ги комбинирате. Ако си земете црна, па може да ставате жолта, значи направено е да ви биде како еден дел и како игра. Значи внимавано е на психологијата на луѓето. Доктор, оно што го оставив за крај, а можеби и најмногу ќе ги интересира нашите гледачи, е дали е скапо, односно дали овој начин на одржување на оралната хигиена чини многу. Домашното одржување, односно зачувувањето на сопственото здравје, никогаш не може да биде скапо. Во ова, например, еве и ковид време, сегашно, кога ја правиме емисијата, знаеме дека насекаде е пандемија и мислам дека оваа последна година дена научивме колку е скапо здравјето. Така што, еве јас ќе споредам една споредба, гледам дека е тренд во Македонија, кај нас и на другите места, да луѓето претпочитуваат електронски цигари. Што значи, ако тоа е на мода и тоа се користи, а е штетно, знаеме сите, односно помалку штетно од пушењето, нели, на цигари, не гледам причина да ова биде скапо за некој да си го приушти со цел да си го зголеми ефектот за си го зачува оралното здравје. Ова беше одличен крај и одлична споредба. Ви благодарам многу. Благодарам и јас. Јас, почитувани, се надевам дека бевме навистина интересни, дека дознавме, научивме на многу работи низ овие минути за стоматологијата. За крај ќе ве израдувам или ќе ве изненадам со тоа што сите оние кои што сакаат да добијат награди и подароци, ќе ве поканам да бидете дел од нашата наградна игра, односно за секој оној кој што ќе го сподели ова видео на својот Facebook профил или пак ќе ја означи фирмата Mega Smile Macedonија или Тагне народски речено, секако ќе добие подарок, четка од нас. Ви благодарам што следевте уште едно издание на Минути за стоматологија. Се гледаме за 7 дена.